Жалам што СДСМ коленичи пред туѓи национални интереси, но добра вест е што наследните избори ќе заминат во историјата. Премиерот реагира на вчерашната изјава на опозицијскиот лидер кој рече дека не чул дека Бугарија го негира македонскиот идентитет. Не успева да види нити да слушне тоа што се случува од 2022 година па наваму, односно од моментот кога владата на СДСМ и ДУИ ја прифати таа историска капитулација, со која што покаже и докаже уште еднашка дека е мекото ткиво на македонскиот идентитет, и тоа нема да остане така како што тие мислат дека ќе остане. Јас жалам што тие повторно одлучија да коленичат на туѓите интереси, наместо да застанат рамо до рамо со владата во одбрана на националните интереси. Но добрата вест е што набрзо ќе има избори, после тие избори ќе се случи да партијата која што тој ја предводи се маргинализира. Филипчи и денеска неколку пати праша како ние сме загрозени од Бугарија, повторувајќи дека официјална Софија не го негира македонскиот идентитет. Како вие се чувствувате како македонец? Како Бугарија ви го загрозила идентитетот? Како ви го загрозила идентитетот? Еве, кажете како ви го загрозила. Дали вие поради нечии размислувања и така натаму се чувствувате поинаку? При тоа, Бугарија нема апсолутно никакви. Еве, видите ги документите кои што се пред нас на масата за да продолжиме европската интеграција. Како ние се чувствуваме загрозени? Еве, кажете една работа. Како ние се чувствуваме загрозени со тоа што треба да ги ставиме бугарите во уставот? Никогаш не го негирале македонскиот идентитет. Само момент, се извинувам. При тоа што ќе се стават бугарите во уставот, што е европско барање, во едно и Бугарија тоа го бара, па се прави јасна дистинкција меѓу двата народи. Минатата година термините македонски јазик и македонски идентитет на барање на бугарските представници беа избришани од извештајот за напредокот кој Европската комисија го подготви за Македонија. Александар Спасовски, Сител телевизија.